Лов на пратеници за уставни измени главна цел на владата. Во моментов не се размислува за реконструкција. Во аут е само Горан Милевски кој поднесе оставка од министерското место во локална самоуправа, а шпекулации дека ќе бидат сменети имаше и за Беким Сали, Адмири Малити и Благој Бочварски. Првиот вице-премиер Артан Груби сепак изјави дека нивните столчиња во моментов се сигурни. Запрашан за владината реконструкција, Груби кажа дека нема да има промени, туку се обидувале да најдат 6 пратеници за изгласување на уставните измени. 6 мина ќе ги најдеме во проевропскиот дел на опозицијата, каде тој европски дух е во растеж и тоа е очигледно. На кого мислам? На македонската опозиција. Дали мислам на пратеници на ВМРО? Македонската опозиција не е само ВМРО. Мислите дали ќе добиеме гласови и од левица? Па таму во опозицијата имате и други политички партии во рамките на ВМРО ДПМН. Ја имате Социјалистичката партија, ја имате Српската партија, ја имате Ромската партија, имате и други партии, има и независни пратеници. И од алтернатива соопштуваат дека немало да има промена на нивните министри, немало причина за такво нешто, бидејќи Сали и Алити биле меѓу најдобрите во целиот владин кабинет. Владата функционира нормално и нема причина за реконструкција. Нашите министри Беким Сали и Адмири Малити се меѓу најуспешните не само од алтернатива, туку и во целата влада. Затоа не гледаме никаква причина за отворање на вакви теми. Министерството за локална самоуправа повторно ќе остане во рацете на ЛДП, а министерското столчење веројатно ќе го преземе поранешниот градоначалник на Скопје Ристо Пенов. Од партијата потврдуваат дека му била понудена оваа функција, а во игра биле уште 20 членови на извршниот одбор на ЛДП. ЛДП има потенцијално и своја институционална меморија. Тенденцијата на партијата е либералната идеологија да дојде до израз. Пенов и претходните председатели на партијата секогаш се консултирани кога партијата носи клучни одлуки, иако во јавноста впечатокот можеби не е таков, бидејќи не се често присутни. Инаку Горан Милевски покрај од министерската се повлече од лидерската позиција во ЛДП. Најверојатно на таа позиција на редовниот конгрес на крајот од годинава ќе застане пратеничката Моника Зајкова. Од СДСМ порачуваат дека владина реконструкција нема да има, но оваа тема реагира и од ВМРО ДПМН, велат дека единствено решение се предвремени парламентарни избори.